Продолжуваме со второто видео во кое што ќе ви го објаснам менито на Nikon фотоапаратите и ќе се задржам на работите кои што ја ги користам најмногу, додека пак оние некои што сум ги користел многу ретко или воопшто не сум ги користел, поради запазување на времето, ќе ги прескокам. Доколку ве интересира, секогаш може да го погледнете менито на вашиот фотоапарат. И уште еднашка ќе повторам за крај, кликнете една претплата. Нас ни значи, доколку ви се допадне видеото, кликнете еден лайк, тоа е мала мотивација да продолжиме понатаму со работата. А бидејќи ова ќе потрае како снимање, јас ќе седнам и продолжите да гледате. Со секој свој нов фотоапарат, прва работа што ја правам, тоа е местење на времето. Ова е многу битно да го наместите, бидејќи кога ќе фотографирате со два апарата некогаш, многу полесно ќе може да ги упарите фотографиите и да имате некој редослед и од двата апарата, која ќе ги наредите да ви се подредат по време. Следна работа што ја правам е во Copyright Information, го внесувам моето име и Copyright. Ова е многу битно да го направите, бидејќи сега на секоја ваша фотографија која што вие ќе направите, ќе ја пуштите на интернет, ќе може да докажете дека вие сте авторот и дека вашето студио е сопственик на таа фотографија, доколку некој ја злоупотреби. Како што може да приметите, Македонија се повеќе се доближува до некои светски стандарди во заштита на авторските права на фотографите. Тоа е за поздравување. Како прво на листата ни се наоѓа менуто за прегледување на фотографии. Со Delete нормално бришете. Ова не го чепкам ништо. Кај Display Options јас сакам да ги видам фокусните точки на мојата фотографија и информациите за мојата експозиција, shooting data, во кои што ми се внесени бленда, брзина, не знам, ISO, сите тие работи кои што ми се битни доколку сакам да се коригирам во следната фотографија, да можам да ги видам јас. Image review го исклучувам бидејќи не сакам додека правам некоја серија од 10 фотографии поред да ме прекинува ако гледам низ визирот, да ме прекинува play, слик, play, не, и ќе изгубам концентрацијата за фотографирање, затоа јас сакам да фотографирам и доколку мислам дека нешто не е во ред, стискам на play и ги прегледувам фотографиите. After delete ни означува од кога ќе избришеме фотографијата, дали да ни ја покаже следната, да ни ја покаже претходната или да продолжиме што сме правеле претходно. Rotate tail ни означува кога фотографиите што сме ги фотографирале вертикално, на апаратот ќе ги прегледуваме, апаратот да ни ги сврти во нормална големина. Ја ова го исклучувам бидејќи ги прави многу мали и неупотребливи за гледање. Slideshow не користам, рейтинг користам у Photoshop. Опцијата за Slideshow може да ја користите доколку го приклучите вашиот фотоапарат на телевизор. Јас не го користам. Рейтингот е добра работа, меѓутоа јас за поголема брзина уопште овдека не се замараме, може да видите дека на оваа фотографија можеме да ставиме 5 звезди, ама ова одзема многу време и оваа работа јас ја работам во Adobe Bridge. Стигнавме кај менито за фотографирање. Со оваа команда вие се враќате на првобитната положба. Сите работи тука што сте ги изместиле ве враќаат на првобитната фабричка положба. Папката во која што ќе се чуваат фајловите се вика NZ50 и тоа си окей. Кај именување на фајловите, јас сакам на секој апарат да му дам конкретно име, бидејќи доколку го оставите вака DSC, а имате два фотоапарати или имате на пример некоја тема што ја фотографирате подолг период, може да ви се случи да ви се повторат имињата на фотографиите и да ги пребришат новите фотографии, да ги пребришат старите фотографии. Затоа јас сакам на секој мој фотоапарат да му дадам одредено име и номенклатура. Во овој случај тоа ќе биде PO1 и сега сите фотографии што ќе ги направам со овој фотоапарат ќе бидат PO1. Следниот апарат ќе го пременувам во PO2. На тој начин нема да се случи фотографиите од двата апарата да се пребришат едни со други. Во овој случај, бидејќи овој апарат е со помал сензор, односно кроп што го викаат англичаните, можеме да фотографираме и да снимаме само со DX големина на сензорот. И тука ни овозможува доколку сакаме за на Instagram да фотографираме 1:1 или пак доколку ни се фотографиите битни за видео 16:9 однос. Сега за сега ќе го оставам на неговата 4:3 димензија. Кај квалитетот на фотографиите немојте воопшто да штедите. Сликајте RAW, односно digital негатив, како што го викам јас, и можете да сликате
и може да фотографирате со JPEG најдобар квалитет, со што ако ви се добри фотографиите и ако ви се допадне тоа што ќе го гледате, воопшто не мора да се замарате во чепкање со RAW фајлот. Или пак доколку сакате да заштедите место, ќе сликате со RAW JPEG Basic, тоа значи минимален квалитет на JPEG-от, но тоа под минимален квалитет не значи дека е тој лош. Со тој квалитет вие ќе може вашите фотографии веднаш да ги шибнете на интернет. Значи, многу лесно ги префрлите без да едитирате. Јас фотографирам на овој начин и со тоа што имам JPEG файл, го избегнувам моментот на кога имам нов апарат на користење, а мојот пакет од Adobe не е апдейтиран, може да се случи да не може да ги гледа RAW фајловите или пак од Adobe уште немаат поддршка за тој апарат направено. А вака со помош на JPEG-от, јас можам веднаш да испорачам фотографии и да продолжам да работам. Големина на фајлот, нормално, најголема, од најголемиот файл секогаш може да направите помал, од помалиот файл не може да направите најголем. Квалитетот на дигиталниот негатив, јас го сакам да биде најдобар и затоа ми е над 14 битен, доколку дозволува вашиот фотоапарат. И со осетливоста е многу битна работа, тоа е осетливоста на светлина на вашиот сензор. И јас сега тука имам два начина на работа. Едниот начин на работа со осетливоста е кога јас рачно ја контролирам неговата вредност, односно ја одредувам колку да биде осетлив сензорот на светлина, а друга е доколку се наоѓам во некоја ситуација каде што треба брзо да реагирам, тогаш го вклучувам системот на автоматско контролирање на ISO осетливоста од страна на фотоапаратот, меѓутоа со вклучување до максимално ISO 3200 или во некои ситуации до ISO 6400. На овој начин фотоапаратот нема да отиде над вредноста од 6400 и моите фотографии нема да имаат шум, бидејќи некогаш се случува кога ќе го ставите без контрола, тој да отиде до 12000 до 50000 ISO вредност и вашите фотографии да бидат неупотребливи. На овој начин јас му кажувам, прави што ќе правиш до ISO 6400. Истото важи и за блицот. Сега, минимум shutter speed, ова ни го означува најмалата вредност со која што јас ќе му речам на фотоапаратот да ја симне доколку нема светлина, и бидејќи моите раце се малце потрошени од годините што поминаа, под 60 дел од секунда, јас не го оставам фотоапаратот да се симне, затоа што нема да ми бидат во фокус, ќе ми бидат матни, блурирани, што ви се рекло на англиски, односно заматени. И на овој начин сме завршиле со ISO осетливоста, многу битно. Битно е да го направите вие сами на почеток, за да ви се олесни работата со фотографирање. Балансот на бело е многу битна работа и во 99% од ситуациите вашиот фотоапарат може правилно да одреди што е бело, што е црно. Во моментов овој фотоапарат е ставен на автоматско одредување на белата боја, балансот на бело, и може да ги користите и другите опции кои што би се понудени тука. Природно светло, директно сонце, облачно, сенка, сијалица, неонка, блиц, балансот на бело да биде најточен, односно со избор на келвини. Јас ова го користам кога фотографирам со блиц или кога нешто мешам светлина. Јас оваа опција ја користам кога се наоѓам во студио и кога имам две различни светла од 5500 келвина и од 6500 келвина, тогаш јас сакам да го наместам балансот на бело да ми биде на 6000 келвина. Доколку не знаете што е ова, не се замарете, користете го автоматско и тие другите опции и нема да имате никаков проблем. Доколку фотографирате и снимате во студио, користете опцијата за блиц и тој ќе ви биде со 5500 келвина. И последната опција е она што ви го спомнав, доколку имате сива карта, правите една фотографија со фотоапаратот на сивата карта и ја бирате фотографијата од вашето мени и на тој начин вие сте одредиле дека баш тоа ќе биде бело. Ова е малце комплицирано, за почеток доста ви само да знаете што значи, продолжуваме понатаму. Значи го ставаме на ауто и шибаме. Во опцијата Set Picture Control, ако ви оставено на автоматски, тогаш вашиот фотоапарат одредува доколку го сликате некој човек да се намести на портрет, односно да бидат кожата да биде побела, понормална, доколку фотографирате цвеќе да биде оваа опција Vivid, каде што боите ќе бидат позаситени, ќе биде малце поконтрастно. Јас сакам да фотографирам на неутрал
бидејќи на овој начин сум пофлексибилен, можам да правам што сакам, можам и да правам вивид, можам да правам црно-бела, можам да омекнам кожата, но вие доколку не сакате да се замарате, овие опции тука се директно имплементирани на JPG фајлот и можете да ги користите. Во ова мени исто ви се наоѓаат и опциите за оние интересни филтри, Dream, Morning, Pop, Sunday. Не знам како си у Sunday, ама веројатно поопуштен. Драматично, тивко, испрано, меланхолично, никако меланхолично, Texas, играчка, сепија, бла 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 бла. Color Space е исто битна работа. Од фабрика директно тој е наместен на sRGB. Меѓутоа јас кога фотографирам секогаш го местам на Adobe RGB. Причината за ова е бидејќи во Adobe RGB имаме многу поширок спектар на бои и нијанси нивни, значи едно 20 до 30% во однос на спектарот од sRGB. Сега, доколку вашите фотографии ги пласирате само на интернет, тогаш останете на sRGB color профилот. Меѓутоа, доколку вашите фотографии сакате да ги печатите и идете за некои печатени медиуми работите или сакате да се испечатите голем формат на нашиот принтер во Pixplus, тогаш мој предлог е да го користите Adobe RGB color профилот. Секогаш од Adobe RGB може да се префрлите на sRGB, меѓутоа не може од sRGB да ги вратите боите кои што сте ги виделе во самиот момент. Значи повеќе е секогаш подобро и многу малце ќе ви потроши од просторот на вашата картичка. Active Dull Lightning ни возможува сенките кои што се во самата фотографија да имаат повеќе детали. Ја го ставам на нормал, евентуално ако сум у некоја чудна ситуација може да го ставам на high и extra high, меѓутоа голем дел од фотографите ова не го користат. Јас сакам да имам детали во сенките и затоа ми е ставено на нормал. Long Exposure Noise Reduction, ова е кога фотографирате на повеќе од 2-3 секунди или 15 секунди или 30 секунди, самиот апарат го чисти шумот, тоа зрното што ќе го има во вашата фотографија, меѓутоа некојаш знае он да замачка и порно ми е да имам шум во мојата фотографија, ама да ми биде све како што треба, па после јас накнадно доколку мислам дека треба да се коригира, ќе го коригирам. Затоа тоа е на off, High ISO Noise Reduction. Исто кога користите големи вредности на ISO-то, самиот апарат вклучува чистење на тие зрна. Не ми се допаѓа како изгледа тоа и не го користам. Командата Vignette Control ни овозможува да одредиме, ако се сеќавате на оние старите фотографии од нашите баби и дедовци или прабаби и дедовци, на периферијата на фотографијата има затемнување. Тоа се вика винет и новите фотоапарати, благодарение на датабазата што имаат во себе, во зависност од тоа кој објектив ќе го приклучите на него, они знаат како да го контролираат тој винет, односно дали крајевите да ви ги осветлат, да ви ги затемнат, обично да ги осветлат. И кај мене тоа стаено на нормал. Ако сакам јас после некој артистички ефект, користам разни други филтри за да ми биде поизразен, ако сакам да ги затемнам, ако сакам да ги осветлам. Ставете го на нормал и шивајте. Diffraction Compensation е наместено на on и влијае на JPG фајловите, на RAW не може да се коригира. Ставете го и вие на on за да не се замарате многу. Опцијата Flicker Reduction Shooting ни овозможува апаратот да детектира со која брзина работат неонките, да се синхронизира кога тие ќе бидат вклучени и тој да фотографира. Никад не сме користел, ако нема светло, ќе уклучам блиц, чао пријатно. Metering ни означува мерење во кое што нашиот фотоапарат ќе одреди на која површина од сензорот треба да измери вредноста на светлината за да биде правилно осветлена. Обично вие вас наместено на Matrix Metering, односно тој ја гледа цела фотографија и во однос на количеството на светлина на целата површина одредува дали да биде потемна или посветла. Ова јас не го користам, бидејќи ако ние се сликаме на некоја планина и сонцето ни е позади, а метерингот ни е уклучен на цел сензор, секај ни се види убаво и врвови и планини ово, ама луѓето ќе бидат темни. И затоа јас сакам да го направам или на Center Weighted Metering, или на Spot Metering, односно на точката на која што ја фокусирам,
он ќе измери која е вредноста за светлината и ќе ми ја направи правилно експозицијата во тоа место. На тој начин луѓето ќе бидат правилно осветлени, а околината може малце да биде изгорена, но и тоа не е нешто многу драматично. Затоа си користам спот метринг. Контрола на блицот, односно флеш контрол, можете да одберете TTL, каде што сензорот, објективот и блицот заедно комуницираат и одредуваат правилната количина на светлина потребна за да се осветлат вашите луѓе, предмети, продукти. Ова ја користам на TTL, зашто да не? Или идете на мануелно, каде што се наоѓате у некоја чудна променлива локација, или нема доволно светло, или има доволно светло, и вие му кажувате на блицот со која вредност да фотографира. Сега ќе го оставам ова на TTL. Flash mode, односно начин на работа на вашиот блиц, ја го користам full flash, односно доколку недостасува светлина он пополнува, и у 99% така ја користите вие. Red Eye Reduction, сигурно сте приметиле во фотографиите каде што во окото имаме црвена светлина, блицот претходно ќе светни еднашка и ќе светни после со вистинската вредност. Ова јас не го користам бидејќи ќе збунува луѓето што ги фотографирам и мислат дека со првото светкање сме ги сликале и они се тргаат на страна и имате после лоша фотографија. Rear Curtain Sync, односно на задна завеса синхронизација, не означува кога ќе се затвара завесата на сензорот, тогаш блицот да фотографира. Ова се користи у разни ефекти, сега ви е рано, после 6 до 9 месеци може да си играте со тоа. Fill Flash. Командата Flash Compensation ни означува доколку сакаме блицот во TTL опција, кога што светнал и дал послаба светлина, се наоѓаме во некоја чудна ситуација, ние сакаме тој наместо таа нормална вредност да светни посилно за уште една бленда и на тој начин да ни биде поосветлен човекот, предметот, продуктот што го фотографираме. Ова е добро да го знаете, може би ги користите, јас користам блиц и на дневна светлина. Под командата Release Mode ни се крие начинот на кој што ќе фотографира фотоапаратот. Кога фотографираме нешто што не се движи или фотографираме личност со која што имаме соработка, односно возрасен човек, девојка, жена, мајка, татко, брат, ово, тогаш ќе го користиме single frame, односно стискате на копчето и тој фотографира. Доколку фотографираме предмет во движење, како што е детенце до 5-6 години, кој што не ве шиша 2%, тогаш јас го користам најбрзото фотографирање, бидејќи на располагање ми е многу кратко време, односно секунди во кое што мене ќе ми исперципира детенцето и после ќе ме откачи. И затоа ја го користам Continuous High и на овој начин самиот фотоапарат прави, не знам колку, самиот апарат прави 7 до 15 фотографии и во тие 7 до 15 фотографии јас сум сигурен дека ќе имам 1 до 2 успешни. Меѓутоа, овој начин на фотографирање со големи брзини, доколку користите блиц, може да ви се појави на секоја втора или трета фотографија вие да имате блиц, бидејќи блицот брзо се празни, а му треба време за да се наполни неговиот кондензатор и во времето на полнење вие може да имате фотографии кои што не се осветлени. Затоа, доколку фотографирате со блиц, користите Continuous Low. Продолжуваме на опцијата за фокусирање. Ова е исто битно. Кај сите фотоапарати од фабрика наместено е Auto Switch, односно вашиот фотоапарат само одредува дали ќе застане на една точка во мирување или ќе барка некого. Овој начин на фотографирање знае да прави грешки и затоа јас идам, доколку фотографирам нешто што е во мирување или со кого што може да се разберам, тогаш е на Single Autofocus, односно фокусирам и фотографирам. Доколку фотографирам, како што ви реков, детенце кое што не ме шиша 2%, тогаш користам Continuous Autofocus и на овој начин, со помош на вклучениот фокус во око и фокус на детекција на лице, ја ќе се бркам со детето за да направам неколку добри фотографии. Доколку фотографирате некои специфични продукти, например, кои што се еднобојни и не може фотоапаратот да одреди каде да фокусира, тогаш го користите мануелниот фокус, manual focus, односно рачно вие одредувате
која ќе биде точката на фокусирање. Порано ова се користеше за фотографирање на макропродукти во макрофотографијата, меѓутоа сега некои од фотоапаратите сами може тоа да го направат, некогаш и на 40 позиции го поместувате фокусот и фотографирате, а потоа во програм за едитирање ги спојувате тие фотографии. Јас сега ќе го ставам ова на Single Autofocus. Autofocus Area Mode ни означува површината на која што сензорот ќе покушава да фокусира. Доколку ви е стајано на Auto Area Autofocus, тогаш целата површина на вашиот сензор ќе биде искористена за фокусирање. Ова јас не го препорачувам, затоа што кога вака ќе му кажете, може да се случи дрвото да биде позади во фокус, вие да не бидете во фокус, или не знам, некој предмет вие што сакате да го фотографирате да не биде во фокус, а тој другиот позади да биде во фокус. За да може подобро да сватите командата Autofocus Area Mode, односно површина на фокусирање, ќе се вклучам преку брзото меню кој што ни се наоѓа на командата I. Сега ни е вклучена опцијата фотоапаратот да фокусира на максималната површина за фокусирање, односно на 80% од вашиот сензор. И тоа ни е означено со црвените линии, кои што ни ги покажуваат границите на фокусирање. Сега се враќаме на опцијата широка зона. Еве може да видите со помош на ова квадратче и можеме ова да го бираме лево-десно. Ова ни е на помала зона и ова ни е на широка точка. Еве како што може да видите, можеме да го движиме лево-десно. Најточното фокусирање кога бираме на точка, односно пин. Еве ни се командите тука, пин, single point, широк autofocus, широка зона и поголема зона и цел сензор. Јас сакам да користам опцијата на широка зона, бидејќи на овој начин вашиот апарат многу побрзо ќе фокусира доколку ви е вклучено фокусирање на цел сензор, бидејќи тој ќе треба да барани целата површина која е вашата точка на интерес. Вака вие му кажувате дека во оваа квадратче ви се наоѓа тоа што ви интересира и тој многу лесно работи тука и многу брзо фотографира и имате многу поголем број на добро фокусирани фотографии. Ова е за мене многу битна работа, бидејќи како што ви кажав, моите раце се малце потрошени, па се тресат на помали вредности на фотографирање и јас многу го ценам тоа што се повеќе апарати и објективи имаат оптичка стабилизација. Никон тоа го вика. Имаме две опции, нормално, каде што оптичката стабилизација побавно реагира, и спорт, каде што оптичката стабилизација реагира многу брзо. Јас ова ќе оставам на нормал. Доколку сакате да правите HDR фотографии, тогаш е оваа опцијата за вас, Auto Bracketing, каде што вие му кажувате колку фотографии да направат, 3, 5, 7, не знам, ова може и 9, добро, супер. Со кукава бленда да биде разликата помеѓу фотографиите, 1, 2, 3, ако имате 5 фотографии, 2 бленди и покриени сте. Што повеќе тоа подобро, поише детали ќе бидат запазени. И ова ми е мене многу интересно. Ова порано ми се случуваше со мојата прва смена, кога ќе се заглавеше филмот на неа, а ти сликаш и на една поза гледаш дека си направил 5-6 фотографии. Тогаш беше забавно и џабе фрлени пари. Number of shots, вие може да одредите дали ќе бидат 2, 3, 5. Со 3 имате контрола, со 2 лесно ќе се снајдете. Јас користам 2 фотографии за multiple exposure, како да се преклопат, дали да бидат посветли, потемни, average, значи неутрално од едната на другата. Ова е добро да го имате, бидејќи на овој начин доколку нешто сте сгрешиле, вие ќе може да се видите што се случило. Ова е интересна опција, мене ми е забавна, од време на време се ја применувам, се имплементира директно на JPEG фајловите. Пробајте, можеби ќе се пронајдете, гледам се повеќе фотографии ја користат оваа опција. HDR High Dynamic Range, вашиот фотоапарат спојува 2 фотографии за да има повеќе детали во сенките и во тоа што ќе фотографирате, ова не ја користам ја. Во Interval Timer Shooting, вие му кажувате на вашиот фотоапарат на одредено време колку фотографии да направи и ова е на пример интересно доколку сакате да фотографирате HDR Timelapse, односно му кажувате дека во период од не знам од 1 час, вие ќе му кажете дека треба да направи 50 сликања, интервал на 1 минута, exposure smoothing, доколку ви уклучен HDR-от, тогаш он на 1 минута ќе направи 3 фотографии, па ќе проба да ги спои, silent фотографии не ни интересира, interval priority не ни интересира, едеме понатаму. А во Timelapse Movie, кога ќе уклучите, вашиот фотоапарат прави едно кратко видео, Timelapse што го направил,
Silent Photography, ова е добра опција која што недостасуваше порано на фотоапаратите и сигурно сте се нашле во ситуација кога на некој концерт на класична музика или на акустична гитара ќе се појави некој фоторепортер, кој што 90% од нив ми се пријатели и ќе направи трррр. Сега, благодарение на оваа опција, доколку е уклучена и на стаена на он, вие ќе бидете при фотографирање тивки, без разлика дали сте во црква, дали сте на некој концерт или на некое место каде што се бара тишина. Сега ќе го ставам off. И со ова го завршивме менито за фотографирање. Продолжуваме во менито за снимање видео. Reset Movie Shooting Menu, ова ќе ви ги ресетира сите поставки вие што сте ги направиле. Файл naming, како што рековме, на овој начин сите видеа што ќе ги сними оваа камера ќе бидат со името PO1. Сега овдека интересниот дел. Кај Frame Size, Frame Rate, вие одредувате кој формат ќе биде користен при снимање на вашето видео. Овој фотоапарат може да снима видеа во 4K резолуција, бидејќи овој фотоапарат може да снима и 4K видео, како прва опција ни се наоѓа 4K видеото со 30 слики во секунда. Јас тоа ретко го користам, меѓутоа е многу битно доколку почнете да снимате со 30 фотографии во секунда, продолжете го цел проект со 30 фотографии во секунда и најче ќе имате некои сецкања и ќе има нешто неприродно во видеото, а нема да знаете што е тоа. Следна опција ни е 25 слики во секунда. Јас го користам овој начин на снимање од 4K видео, бидејќи можам да го комбинирам и со 100 и со 50 слики во секунда, доколку сакам да имам некои забавени ефекти. Најдобриот начин на снимање е 24 слики во секунда, тој е оној најфилмски. Супер забавениот 120 слики во секунда, која ќе го забавите на 30 слики во секунда, станува многу интересно. Можете тоа да го видите во ревијата за Nikon Z50. 100 слики во секунда, ова веќе идеме во HD резолуциите, 60, 50, 30. Со снимање на HD видео со опцијата Slow Motion, видеото вие што ќе го снимите, со вашиот апарат, еве например со 25 слики во секунда, кога ќе го прегледате, ќе може да го видите во забавена брзина. Односно, ќе може директно да ги видите тие slow motion. Вашиот фотоапарат снима 100 слики во секунда и потоа ги распределува на 25 слики во секунда. Ова е интересно и ќе ви заштети време во едитирање. Movie file type може да имате MPEG-4 или MOV, кај мене е на Movie. При подесувањето на ISO вредностите на снимање, важат истите работи како и кај фотографирањето. Максимална вредност на ISO осетливоста е 6400, автоматско контролирање на вредноста ми е вклучено, а доколку одберете вие да контролирате ISO осетливоста, тогаш со помош на ова мени вие може да се движите од најмалите вредности до најголемите вредности, 25600 во овој случај. Јас ова ќе го ставам на ISO 800. Балансот на бело при снимање на видео е многу битен и ова е битно да го намислите точно. На опцијата автоматско одредување на балансот на бело, вашиот фотоапарат во поголемиот дел од работењето ќе си одреди све точно, но доколку видите дека не е тоа, вие можете и сами да одберете кој да биде баланс на бело. За разлика од фотографиите, балансот на бело што ќе го одредите при почетокот на снимање на видеата ќе биде во текот на целото видео и вие нема да може да го коригирате. Set Picture Control ни одредува како апаратот да се однесува при сцените кои што ќе ги снима. Доколку е на ауто, он све си тера. Јас сакам да го користам на стандард. Доколку фотографирате цвеќиња на Vivid, доколку сакате да правите нешто артистик, идете на монохром, портрет, landscape, воно. Сите оние опции што беа достапни при фотографирање ни се достапни и во снимањето видео. Manage Picture Control не го користам. Active De-Lighting исто ќе го ставам на Normal. Сакам да имам детали во сенките. High ISO Noise Reduction, чистење на шумот на зрното при користење на високи ISO вредности, јас го исклучувам. Винетката сакам да си ја контролира самиот фотоапарат. Diffraction Compensation исто ми е он уклучено. При снимањето видео оваа опција ми е вклучена, односно вие може да идете и мануелно, доколку бидејќи сме во Европа ќе го користиме 50 Hz, доколку сме во Америка ќе користиме 60 Hz, тоа е фреквенцијата на струјата. Под опцијата Metering ни се крие начинот на кој што сензорот ќе одреди кои вредности да ги користи при снимањето на вашето видео. На Matrix Metering
ја одредува светлината на целиот сензор. Center Weight Metering ни одредува во центарот на нашиот кадар кои се вредностите и како да се намести. И последната опција е доколку имаме изгорени делови во однос на нив да го направи мерењето и сетирањата при снимање. Доколку сакате да извадите фотографија при вашето снимање, на S ни е една фотографија, на Continuous повеќе фотографии да извади. Ова не го користам. Опцијата при снимање на видео, јас сакам да го користам Continuous Autofocus, односно да може самиот фотоапарат да го прати предметот кој што го снимам, нели личноста, кутрето, мачето или што и да е, и на тој начин помазно е снимањето и помазни се периодите на фокус. Доколку на Single Autofocus, он може да се деси да фокусира во една позиција и тука да остане и више да не ви биде во фокус предметот на интерес. Full Time Autofocus, овдека тој одредува дали ќе биде Single Autofocus или ќе биде Continuous Autofocus, и Manual Focus, каде што вие рачно преку вашиот објектив одредувате која ќе биде точката на фокусирање. Зона на фокусирање, истото важи и кај фотографијата. Имаме една точка, широка зона, поширока зона и фокусирање на цел сензор. Јас го користам Wide Area Autofocus. Оптичката стабилизација, обавезно, како што може да видите и самиот апарат ви кажува дека овие подесувања може да ги повлече од подесувањата за фотографирање. При снимање овој апарат има опција и за електронска стабилизација. Ова јас не сакам да го користам бидејќи го кропира видеото, односно одсекува делови од видеото. Ова секогаш може да го направите во постпродукција. Осетливост на микрофонот, доколку користите внатрешен микрофон, вие може да видите и сами дека овдека идеме малце негде околу минус 6 децибели. Кога ќе дојде вака во црвено, тоа значи дека пикува и тоа не е во ред за вашиот звук. И јас не го оставам да биде ауто, бидејќи може да биде или многу тивко или многу гласно. Ако ќутите, тој ќе стане многу осетлив. После можеме да рипне вака. И затоа идам на мануел и гледам на некоја вредност. Овие не ви означуваат минус колку децибели сте, него ли означува некоја бројчана вредност. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Јас сакам да биде во две цртки над 12 децибели, односно на 15. Вредност ќе му биде 15. И доколку не ви треба аудио, вие може да го исклучите микрофонот. Ова ја никогаш не сум го правил, пошто добро е да се снима звукот, затоа што ќе ви биде полесно за синхронизација доколку го снимате звукот на еден уред, а видеото со овој фотоапарат. Атенатор, не користам ова. Frequency Response, ова не означува дали вашиот фотоапарат да го снима звукот низ целиот спектар. Тука ќе може да се вклучат и некои мумлања од некои машини или некои далечни звуци, односно ниските фреквенции и високите фреквенции, или доколку правите интервју или снимате некој ваш соговорник, тогаш моја препорака е на Vocal Range, односно тој ги чисти ниските фреквенции и го остава само фреквентниот опсек во кој што се снима човековиот говор. Со Wide Range, моја препорака е да се снима доколку се наоѓате во природа и сакате да го доловите звукот на природата, односно ако има некој водопад, па татнежот на водата како паѓа, тие ниски фреквенции да ги доловите, или пак пеењето на птиците. Во 90% од моето снимање, оваа опција е на Vocal Range. Wind Noise Reduction, што знам во зависност од ситуацијата, може да го уклучите или да го исклучите. На овој начин вашиот фотоапарат ќе ги чисти оние ниски фреквенции кои што ќе ги прави ветрот. И со ова ни заврши менито за снимање видео. Продолжуваме во делот Custom Settings Menu. Овој дел од менито вие многу подетално ќе ги средувате опциите кои што ви се потребни за вашето фотографирање или за снимање. Како прво ние Reset Custom Settings, односно да се врати све на прва фабричка положба. Ова е добро кога некогаш ќе уклучите нешто и не знаете што сте уклучиле и ви прави проблем при вашето снимање, само го кликате Yes, Yes и се е сетирано. Под прво ни е Autofocus, под буквата А. Autofocus Priority Section, изборот на фокус, апаратот ќе направи фотографија само доколку предметот на интерес се наоѓа во фокус, а со релиз апаратот ќе фотографира без разлика дали тоа што ви интересира е во фокус или не е во фокус. Мене ми е битно моите фотографии да имаат фокус, затоа е таа секција.
Auto Area, Auto Focus Face Eye Detection. Face and Eye Detection секогаш ми е вклучено, доколку фотографирам домашни милиничиња, виски на пример, тогаш ми е уклучено Animal Detection On. Focus Point Used, мене ми ова секогаш на сите, не знам зашо би користил помалце фокусни точки. Auto Focus Activation ни возможува со копчето за фотографирање да фокусираме, па да фотографираме, а доколку го оставиме AF On Only, тогаш со посебно доделеното копче на страна ќе може да фокусираме. Focus Point Wrap Around, оваа опција кога не е исклучена, нашата зона за фокусирање не може да иде надвор од рамките, но доколку го оставиме wrap, можеме да вртиме крукчиња како на цртање филми. Ова мене ме нервира и затоа е кај мене исклучено. Dynamic Area Autofocus Assistant ни ги покажува и селектираната фокусна точка и фокусните точки кои што се наоѓаат околу неа доколку користиме Dynamic Area Autofocus Assistant. Manual Focus Mode. Кај Manual Focus Mode, доколку оваа опција не е исклучена, тогаш мануелно кога фокусираме, точките за фокусирање нема да ни кажат дека сега се наоѓате во фокус. Значи ова е добро да ни биде вклучено. Low Light Autofocus, ова не сум го користел. Built-in Autofocus Assist Illuminator, ова е добро да го користите бидејќи апаратот има една LED диода тука однапред и доколку нема доволно светлина, тој свети со помош на нејзе и му овозможува на системот за фокусирање подобро да фокусира. Значи ова е добро, јас го користам и мене ми е секогаш вклучено он. Ова го оставам вака на фабричко. Ова не го користам. Center Weight Area не го користам. Fine Tune Optimal Exposure не го користам. Shutter Release Button. Self Timer е многу лесно, тој има повеќе вредности тука. Јас ако фотографирам од статив, тогаш ја користам 2 секунди или 5 секунди да поминат, па потоа да фотографира. Доколку имам групна фотографија, каде што треба ја да се фотографирам, го користам тајмерот од 10 секунди, меѓутоа сега ме мрзи да трчам, па го користам тајмерот од 20 секунди. Односно, треба да поминат 20 секунди и фотоапаратот да фотографира. Број на фотографии кои што ќе ги направи фотоапаратот кога ќе помине одреденото време за фотографирање, јас по дефолт ви е наместено, фабрички ви е наместено на една, меѓутоа јас тука сакам да имам 4-5 фотографии, бидејќи првата можем да пропуштам, ако се фотографирам јас тамо, или некој може да има замижано, и на овој начин од тие 5 фотографии сигурно ќе имаме една барем успешна, а со интервал between shoots, тоа е периодот помеѓу фотографирање и ова е добро да го имате направено на една секунда, за да може тој што замижал или што зинал да затвори устата и на тој начин да имате уште поуспешни фотографии. Сега да ова да го вратиме на off. Во опцијата Power Off Delay, доколку ги гледате сликите, после 10 секунди апаратот ќе се исклучи, доколку сте неизменито една минута му па ќе се исклучи, дури да размислите што да направите. Кога прегледувате фотографии ќе биде 4 секунди и standby таймер, доколку ништо не чепкате на апаратот, тој ќе се исклучи после 30 секунди. Ова е добро и по дефолт се окей, за да не си трошите батерија. Maximum Continuous Releases, доколку го држите притиснат прекинувачот за фотографирање, овој апарат ќе направи 100 фотографии. Под командата Shutter Type ни се крие опцијата на кој начин завесата ќе работи. Добре да го ставите на ауто, кај безогледалните фотоапарати може да се користи електронската завеса или може да се користи механичката завеса. File Numbering Sequence секогаш ми е оставено на on, односно со секоја нова картичка продолжува од последниот број од претходната картичка. Ако била 563, следната на новата картичка ќе биде 564. На овој начин нема да се пребришат фотографиите. Apply Settings to Live View е многу битна работа. Доколку ви е вклучена, вие ќе може да ги видите подесувањата што ги правите на вашиот апарат, како ќе изгледа на готовата фотографија. Меѓутоа, ова може да биде проблем доколку се наоѓате во студио, каде што ќе користите блицеви и имате една мала слаба сјалица, тогаш во оваа опција ќе биде многу тешко да видите
кадарот кој што сакате да го фотографирате или пак да фокусирате. Кога се наоѓате во таква ситуација, тогаш ќе го исклучите тоа и ќе го уклучите ова ос. На тој начин, вашиот апарат, без разлика во која ситуација да се наоѓа, ќе ви овозможува, и ако нема светлина, јас сега идам на вредност од 4000 дел од секунда, значи на овој начин, без разлика која и да му ја дадете вредноста на снимање и на фотографирање на вашиот фотоапарат, тој ќе му ви овозможи нормално гледање на вашиот екран. Сега, доколку ова ни е вклучено, може да видите, со промена на вредностите на брзината на фотографирање, ја ништо не гледам на екранот. Значи, во услови кога се наоѓате во студио или сликате со блицеви, оваа опција ќе ја исклучите. Многу често се користи она познато правило на 3 и за да можеме ние тоа многу лесно да го имплементираме, постои оваа команда Framing Grid Display. И кога идеме на On, може да видите сега имаме решетка во која што може ние да ги наместиме работите што сакаме да ги фотографираме. Може да идеме во овој ќош, овој ќош, овој ќош и така натаму. Во моментов мене не ми треба тоа. Picking highlights, доколку ви гори нешто во фотографијата, ќе ви биде означено со црвена боја, не го користам ја. Доколку фотографирате со блиц, ова е максималната брзина со која што ќе може да вие да фотографирате и блицот и апаратот да бидат синхронизирани. Значи 200 дел од секунда. Некои блицеви можат и на меѓутоа кај овој фотоапарат максимална брзина е 200 дел од секундата. Доколку користите исто блиц, flash shutter speed, ние 60 дел од секундата. Exposure compensation for flash, доколку користите блиц и компензација на експозицијата, тогаш со помош на ова подесување, вие може да одредите дали мерењето да се однесува само на позадината на вашиот кадар или пак на целата сцена. Ова ја не го користам. Auto Blitz ISO Sensitivity Control ни одредува дали апаратот ќе гледа целата сцена да ни ја изедначи. Јас сакам subject only, односно само предметот што ме интересира, односно личноста, тој да биде осветлен како што треба, а за другото не ме интересира. Bracketing order, кој што зборот bracketing беше збор на 2008 година на фотографите, ни означува под кој редослед ќе се фотографираат фотографиите. Дали ќе имаме подекспонирана, нормално осветлена и преекспонирана фотографија, мене тоа ми е седно. Под командата Customize Eye Menu ни се наоѓа опцијата за подесување на, што го викам јас тоа, брзо мени, и ние може овдека да одредиме што сакаме да ни биде вклучено во тоа брзо мени, а што не. Можеме да наместиме светлосната осетливост на сензор. Можеме да го ставиме балансот на бело. Тие веќе се тука. Значи можеме да ставиме било која од овие команди тука. Multiple exposure може да ставиме. И на овој начин јас преку брзото мени да пристапам на овој начин на фотографирање и брзо да си фотографирам. Да не мора да влагам во менито. И тоа важи за сите овдека прозорчиња. На сите можеме да ми ја смениме улогата. Custom Control Shooting. Со ова овдека ние можеме да одредиме на секој копче што да работи. Овој white balance нема врска, боле ќе го ставам, не знам, release mode. Во зависност од нашите потреби, ние можеме да им ги промениме улогите на овие копчиња. Доколку имаме од новите објективи на Nikon, тие на себе имаат копчиња кои што можеме ние да ги програмираме. Доколку сакате обратно нешто да ви вртат, тогаш вие може да ги менувате, што знам, ова не го користам ја. Со помош на Release Button to Use Dial, вие, например, не мора да го држите притиснато и со копчето и да вртите до саканата вредност, него ли го притискате копчето, вртите до саканата вредност и уште еднаш го притискате копчето, ова ја не го користам. Под G1 ни се наоѓа опцијата за подесување на именито врз основа на нашите потреби додека снимаме видео. Значи тука не чепкаме ништо, Custom Controls, истото можеме да ги смениме улогите на копчињата доколку снимаме видео, што да прават. Под командата G3 ни се наоѓа Autofocus Speed и ова во видео снимање е многу битно. Со помош на Autofocus Speed командата ние одредуваме со која брзина при снимање на видео
нашиот фотоапарат од една точка на интерес ќе фокусира во другата точка на интерес. Ова мене ми е стајано на 0, можеме да го направиме или побавно или побрзо. Кога е побрзо, мене ми е понервозно и затоа не вачам. Autofocus Tracking Sensitivity ни одредува исто фокусот, дали предметот што ќе го прати нервозно или ќе го прати полека. Се наоѓаме кај менито на клjuč 14, односно Setup Menu. Како прва опција ни се наоѓа Format Memory Card и нема многу тука што за размислување дали сакаме да форматираме или не. Под командата Save User Settings ни се наоѓа опцијата за оние две места на кругчето горе U1 и U2, односно User 1, User 2. Моменталните сетирања на мојот фотоапарат, доколку му кажам Save Settings, он ќе ги запомне. И ако сакам нешто да променам, например, не знам, бленда ово оно, истите тие промени можам да ги снимам и на копчето U2. Save. Reset User Settings ни ги враќа на првобитна положба вредностите на двете копчиња горе. Јазик англиски, дански, германски, француски, романски, полски, руски, српски. За сите оние што не разбираат англиски, може да одберат некој од овие тука јазици. Time Zone and Date, ова го наместивме. Доколку се наоѓате на некое место каде што е многу светло, например на плажа, тогаш вредноста на екранот може да ја зголемите до 5 и на овој начин полесно ќе ви биде да гледате на самиот екран, а доколку се наоѓате во некоја темна просторија, тогаш ќе се го намалите на -5. Сега ќе го ставиме на 0. Под опцијата Viewfinder Brightness, кај мене ќе остане на ауто, ни подразбира осветленоста на екранот во електронскиот визир. До сега не сум менјал ништо, окей ми е. Viewfinder Color Balance. Бегичот. Ова не го чепкам. Information Display, Dark on Light, Light on Dark. Autofocus Fine Tune ни се однесува доколку имаме некои објективи кои што при фокусирање ни фокусираат, доколку фокусираме во очите ни фокусираат во носот или во ушите. Ова беше порано многу често употребувано од моја страна, додека користев DSLR фотоапарат. Меѓутоа, со безогледалните фотоапарати не сум почувствувал потреба за тоа. Доколку имате многу прашина на сензорот, ова ќе ви помогне да ги детектира точките од прашина и автоматски вашиот апарат да ги исчисти. Ова ја не го користам. Image Comment не го користам. Copyright Information, тоа го внесам уште на самиот почеток. Beep Options, дали сакате да ви бипка или не. Кога ќе бипне, он ќе ви кажи дека сте во фокус и кога ќе сликне, уште еднаш кога ќе бипне, ја го исклучувам, ме нервира. Под командата Self Portrait Mode, кога ќе го спуштите екранот надоле за правење селфи, он ќе детектира самиот и ќе може да се снимате и да се сликате со негова помош. Преку командата HDMI ни се одредува видеосигналот што ќе ни иде надвор од нашиот фотоапарат. Може да биде 4K, може да биде HD, Output Range. Доколку снимате на надворешен рекордер, тогаш ова ќе му го ставите на Full Range, а бидејќи ова видео иде за на YouTube, ја го имам ставено на Limited Range. Location Data Display, ова ќе биде активно доколку имате GPS модул за апаратот. Airplane Mode, On-Off, доколку се наоѓате во авион, он ги исклучува Wi-Fi, Bluetooth и другите тракатанци. Connect to Smart Device, со помош на оваа опција, вие го прикачувате вашиот фотоапарат на вашиот мобилен телефон или лаптоп и на тој начин вашите фотографии од апаратот се достапни веднаш на вашиот мобилен телефон. И нив можете да ги шерувате на интернет и на другите социјални мрежи. Send to Bluetooth, Auto Select, Manual Select to Send. Некои од конекциите бараат и Wi-Fi поврзување со вашиот мобилен уред. Connect to PC опцијата ви овозможува вашиот фотоапарат да го поврзите со компјутер и сега на тој начин вие можете да го користите како меморија, можете да го користите за фотографирање, доколку користите софтвер за фотографирање, може да биде од Nikon или од некој друг производител. Под командата Wireless Remote се крие опцијата за контролирање на вашиот фотоапарат со помош на бежичниот прекинувач или ако може да имате и жичен прекинувач. Јас фотографирам кога ми е потребно воопшто апаратот да не се тресе. Значи може да го користите при фотографирање на звезди
или на макрофотографија на накит, инсекти и на такви работи. Energy Saving On, ви штеди батерија. Под командата Slot Empty Release Lock се крие една многу трики ситуација, односно една ситуација у која што може да се најдете ако му го дадете на некој фотоапаратот и тој чепка тука и не знае што прави. Со помош на оваа команда, јас доколку немам картичка во мојот фотоапарат, не можам да фотографирам. Ако му кажам Enable Release, може да ви се случи вие да го земете вашиот фотоапарат без картичка, да идете цел ден да шкрапате и кога ќе дојдете дома да сватите дека ништо немате. Reset All Settings све ви брише што сте наместиле. Под Firmware Version се наоѓа последната верзија на софтвер што ја користи вашиот фотоапарат. Овој фотоапарат е апдейтиран. Процедурата за апдейтирање на вашиот фотоапарат ќе се ја прочитате на страната од Nikon. Битно е да пратите дали за вашиот фотоапарат има нова верзија на софтвер, бидејќи со секоја нова верзија на софтвер некои од работите на фотоапаратот се подобрени драстично. Меѓутоа, доколку имате објектив од друг производител, како на пример од Tamron или од Sigma, може да се случи вашиот фотоапарат да не работи више со тој објектив. Затоа пред да апдейтирате, прочитајте од производителот на вашиот објектив Sigma или Tamron дали ќе работи на тој фирмвер или нема да работи на тој фирмвер. Во менито за едитирање на фотографии ја ништо не користам. Значи, ни ова, ни Resize, ни Daylightning, Quick Retouch, Red Eye, ништо не користам. Знам дека ова видео не е баш најзабавното видео во свет, меѓутоа, неговата намена е да ви помогне на македонски разбирлив јазик да се снајдете во комплексното мени на овој Nikon Z50, односно на било кој Nikon фотоапарат. На тој начин, со помош на ова видео, вие ќе си го подобрите квалитетот на фотографирањето, некои работи ќе ви станат појасни, а и ќе испиете неколку кафиња. Доколку ви се допадна ова видео, кликнете еден subscribe или претплата на македонски, споделете го и пратете ваши предлози и идеи. Чао!